Добро дојдовте во урбаните вести. Со беспилотно летало ќе се мапираат критичните точки за загадувањето на Скопје. Со оваа вест ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Во есенската акција за раззеленување на Скопје ќе се посадат и дрвја од проектот Дрво за секое дете. Здруженијата бараат да се преземат итни мерки против загадувањето. Со беспилотно летало се лоцираат изворите на загадување на воздухот во Скопје. Општина Аеродром од денеска ќе субвенционира купување печки на пелети. Во рамките на есенската акција за раззеленување на Скопје ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни листопадни садници на повеќе локации во сите скопски општини. Со овој проект се овозможува на граѓаните да засадат дрво во чест на раѓањето на нивното бебе на некој од градските дрвореди, паркови или скверови, а на самото дрво ќе има плочка каде што ќе го пишува името и датумот на раѓање на детето. Град Скопје ја започна есенската акција за раззеленување на градот. Оваа есен приоритет е обновување на сите постојни дрвореди во градот и подигнување нови во Ѓорче Петров и на Бит пазар. Од град Скопје информираа дека во рамки на есенското садење ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни листопадни садници на повеќе локации во сите скопски општини. Дрвјата се набавени од град Скопје, за што од буџетот беа издвоени 12,5 милиони денари. На предвидените локации на терен се копаат дупки, се одложува неквалитетната земја и се заменува со плодна земја. Дрвјата во рамките на есенското садење ќе бидат засадени по должина на градските сообраќајници, во средишните жардиниери на булеварите, во парковите, на локации каде што биле исечени, како и во дрворедите каде што треба дополнување. На почетокот на месец април оваа година, градот Скопје потпиша меморандум за соработка со јавното предпријатие Паркови и зеленило и представници на гинеколошките клиники во Скопје за учество во проектот Дрво за секое дете. Со овој проект им се овозможува на граѓаните да засадат дрво во чест на раѓањето на нивното бебе, на некој од градските дрвореди, паркови или скверови, а на самото дрво ќе има плочка каде што ќе го пишува името на детето и датумот на раѓање. Од почетокот на реализацијата на проектот, досега до град Скопје се пристигнати 221 пријава за садење на дрвја. Дрвјата во рамките на проектот Дрво за секое дете ќе бидат засадени во рамки на есенската акција. Дрвјата од проектот е предвидено да бидат засадени во сите општини, во паркови и на главни улици, како и во блоковското зеленило на општините. Оваа есенска акција град Скопје ќе ја реализира заедно со сите скопски општини, кои во неја ќе учествуваат со своји работници, механизација и садници. Здруженијата побараа од владата на Република Македонија да се воведат итни мерки против загадувањето, додека да се реализираат среднорочните и долгорочните мерки. Како една од итните мерки го наведуваат субвенционирањето на автобускиот превоз, односно да се воведе бесплатен превоз за сите граѓани во текот на наредните 3 месеци. Граѓански здруженија по повод Меѓународниот ден на толеранцијата покренаа петиција "Нула толеранција за аерозагадување и загадување на животот", упатувајќи апел до сите граѓани на Македонија да ја потпишат. Станува збор за Здруженијето за социјални иновации и одржлив развој Радар, Новинари за човекови права, Првата детска амбасада Меѓаши и Зелениот институт. Тие ја повикаа државата да ги исполни обврските во однос на почитувањето на основното право, правото на живот, воведувајќи итни мерки за намалување на загадувањето кое директно влијае на здравјето на луѓето и нивниот живот. Од буџетот на владата за 2019 година се издвоени 21,5 милиони евра, односно 0,6% за намалување на аерозагадувањето. Гордана Несторовска, која е представник на Радар, истакна дека државата треба да го зголеми буџетот за предвидените мерки и да превземе итни мерки, додека да почнат да се реализираат среднорочните и долгорочните мерки. Доколку државата смета дека ова е стратешко прашање, сметаме дека државата треба да го зголеми буџетот за предвидените мерки и да превземе итни мерки додека да почнат да се реализираат среднорочните и краткорочните мерки за намалување на аерозагадувањето. Воедно бараме владата да биде транспарентна во своето работење и барем еднаш неделно да ги информира граѓаните што е тоа што конкретно превзема за намалување на загадувањето. И активирање нормално на целокупното население во борба против аерозагадувањето,
меѓутоа и искористување на расположливите капацитети кои што постојат на територија на Република Македонија. Активирање на инспекторите, активирање на целото она знаење што се наоѓа и во бизнис секторот. Како итни мерки за намалување на загадувањето, Несторовска ги предложи да се субвенционира меѓуградскиот автобуски превоз, да се воведе бесплатен автобуски превоз за сите граѓани во текот на наредните 3 месеци, воведување на 24-часовен зајак над инспекцијски надзор, опремување на инспекцијските служби со соодветна опрема и итна детекција на загадувачите. За состојбата со загадувањето, Драги Змијанац од Меѓеши истакна дека е алармантна. Тие, како што рече, биле принудени да достават потресно писмо до сите членови на Комитетот за правата на детето, барајќи од нив да поднесат конкретни мерки и препораки до Република Македонија. Сметаме дека можеби е дојдено време и апелираме некој адвокат кој навистина е спремен да поднесеме една тужба до државата, бидејќи животите ни ги става во прашање. Ако ги исцрпиме сите инструменти во Република Македонија со судството и најдеме конечна разрешница, ќе бидеме задоволни. Ако не, се надевам со помош на адвокатот, кој се надевам дека ќе ни се јави и дека волонтерски ќе не застапува, ќе поднесеме тужба до Страсбург, до Меѓународниот суд за човекови права. Мислам дека дојдено е време за превземање на одговорност и некој од институциите и од одговорните, посебно за животна средина, чист воздух и загадената почва, треба да понесе одговорност. Значи, вака понатаму не може, граѓаните се револтирани. Тоа што на протестите гледате мал број на луѓе, не значи дека граѓаните не го чувствуваат тоа во своето здравје. Имено знаете дека секој второ дете пати од респираторни проблеми и дека во Скопје, Куманово, Тетово, Битола и Кавадарци, да не ги набројувам, едноставно не може да се дише. Представничката од Зелениот институт Наташа Амдиу предложи да се зголеми бројот на автобуските линии, особено во некои точки каде што сега не постојат, констатирајќи дека од тие причини многу граѓани користат автомобили. Здруженијата упатуваат апели до сите граѓани да внимаваат на загревањето на домовите, да не ги користат често автомобилите и да не создаваат депонии. Од Вардариште започна 3D мапирањето на критичките точки за загадувањето на воздухот во Скопје. Мапирањето се врши со беспилотно летало, со кое ќе се добие целосна слика за депонијата и во кои делови се пали отпад. Од градот најавуваат дека мапирањето ќе продолжи и на други локации. Град Скопје викендов го почна 3D мапирањето на критичните точки за загадувањето на воздухот во градот со беспилотно летало. Како прва локација беше избрана депонијата Вардариште, а мапирањето ќе продолжи и на други локации, најавуваат од градот. Жителите на аеродром Мега Зибаба веќе подолг период се задушуваат од непријатна миризба што се шири покрај кеот на Вардар. Мерните станици покажуваат најголема концентрација PM10 честички токму во овие делови од градот. Сега со 3D мапирањето на Вардариште ќе се добие целосна слика за опфатот на депонијата, односно во кои делови се пали отпад, особено ако тие делови се наоѓаат на приватни имоти. Инспекторатот на град Скопје ќе добие прецизни податоци со што полесно ќе може да ги извршува задачите. Убедени сме дека со вакви акции ќе ги елиминираме причинителите на загадувањето, еден по еден, изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Тој посочи дека оваа активност е само една од мерките што градот Скопје ги презема за намалување на загадувањето на воздухот во Скопје, а инспекторатот на градот минатиот месец изрече двојно повеќе казни во однос на октомври 2017 година. Сите инсталации што подлежат на интегрирана еколошка дозвола се проверени и редовно доставуваат мерења, со кои се задолжени во самата дозвола. Активна е кампањата за пријавување огнови на отворено на телефонскиот број 193, а не како што е вообичаената практика да ги пријавуваат граѓаните огновите на социјалните мрежи. Само заедно можеме да го спречиме палењето огнови на отворено, а со тоа да ја подобриме животната средина и квалитетот на амбиенталниот воздух, посочи Салику. Раководителот на секторот и инспекторат на град Скопје Мирослав Богдановски појасни дека Вардариште е една од црните точки во градот кои во изминатиот период биле предмет на инспекција и каде што се откриени поголем број прекршители. На оваа локација е забележено палење кабел и друг капаст отпад. Со ова 3D мапирање точно ќе се лоцираат местата каде што тоа се случува.
Градоначалникот на општина Ѓорче Петров започна со реализација на средбите со граѓаните, со кои им се овозможува активно да учествуваат во креирањето на буџетот за следната година, со цел носење на граѓански буџет кој ќе ги задоволи потребите на жителите на општина Ѓорче Петров. Општина Ѓорче Петров започна со јавните дискусии по повод креирањето на буџетот на општината за 2019 година. Општината заедно со Центарот за управување со промени преку проектот Мои пари, моја одговорност, партиципативно раководење со буџетот на општините во Република Македонија, поддржан од проектот на USAID за граѓанско учество, им овозможува на граѓаните активно да учествуваат во поставувањето финансиска рамка за приоритетите за следната година во сите сфери од локалната самоуправа. Од општина Ѓорче Петров информираат дека до затворање на програмите за работа на секторите и конечната конструкција на буџетот продолжуваат со овој транспарентен начин на вклучување на граѓаните во програмите за работа на општина Ѓорче Петров со цел носење на граѓански буџет кој ќе ги задоволи потребите на жителите на општината. Токму за таа цел градоначалникот на Умовски оствари средба со граѓаните на Волково и околината, на која дискутираа за буџетот за 2019 година и она за што тие сметаат дека е приоритетно да се внесе во финансиската програма за следната година, а со цел подобрување на условите за живот во Ѓорче Петров. Сите нивни барања кои воглавно се однесуваа на инфраструктурата ќе бидат сериозно разгледани за вметнување во програмите за работа на секторите, информираат од општината. До финализирање на буџетот продолжуваат на транспарентен начин да ги сослушуваат граѓаните. Надоместување на дел од трошоците при купување печки на пелети ќе врши и општина Аеродром. Повикот е објавен денеска, а општината ќе субвенционира околу 50% од трошоците, но не повеќе од 15.000 денари. Општина Аеродром денеска објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавка на печки на пелети за граѓаните на незината територија. Целта на овој пилот проект, како што соопштија од општината, е да се премине кон еколошки систем на загревање со стимулирање на жителите на Аеродром, поточно домакинствата, да користат почист огревен материјал и поквалитетни печки за затоплување на своите домови, за повисока енергетска ефикасност и помалку штетни емисии во воздухот, како дел од мерките против загадувањето. Јавниот повик ќе трае до 3 декември 2018 година и ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. На овие граѓани општина Аеродром ќе им субвенционира околу 50% од трошоците за набавка на печки на пелети, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домакинство. Општина Аеродром за овој проект издвои 500.000 денари од својот буџет. По 13-ти пат во спортската сала во основното училиште Наум Нумовски Борче во Мажари се одржа државното првенство во карате. Градоначалникот на општина Газибаба, кој беше дел од првенството, посочи дека грижата за спортот и за правилен развој на младите останува и понатаму еден од приоритетите на општината. Општина Газибаба по 13-ти пат беше домаќин на редовното државно првенство во карате. Надпреварот традиционално се одвива во основното училиште Наум Нумовски Борче во Маџари, а во организација на Карате Федерацијата. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски пред надпреварувачите посочи дека Газибаба и понатаму ќе ги поддржува сите спортови кои ќе придонесат за здрав развој на младите, а идната година продолжуваат со доделување стипендии на талентирани спортисти, како и поддршка на најдобрите индивидуални спортисти кои представуваат општината на меѓународно ниво. Во општина Газибаба во соработка со Агенцијата за млади и спорт се гради фитнес зоната во парк шумата Газибаба, а општината продолжува и со реконструкција и изградба на нови спортски игралишта. На скопските улици секојдневно се случуваат сообраќајни незгоди, кои во последно време се со фатални последици. И за жал, секогаш настануваат поради невнимание или непочитување на правилата за возење. Најчестото оправдување кај возачите кои возат брзо е: брзав, нема време. Но брзиот и динамичен живот, бројните обврски, не е и не може да биде оправдување за одговорноста и загрозувањето на сопствениот и животот на другите. Внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација.
Ова е реченицата која секојдневно ја слушаме, но многу ретко кога некој го разбира значењето на оваа реченица и се придржува кон ова. Секојдневно во билтенот на МВР може да се прочита колку граѓани биле тешко или полесно повредени и колку го загубиле животот во сообраќајни несреќи, кои за жал секогаш настануваат поради невнимание и непочитување на правилата за возење, бидејќи улиците и патиштата се користат како стази за достигнување огромни брзини. Постепено се менува перцепцијата за дозволена брзина во сообраќајот, па се добива чувство дека прекршувањето на правилата за ограничување на брзината е нормално, очекувано, оправдано, па дури и потреба. Брзиот и динамичен живот, бројните обврски, постојаниот недостаток на време не е и не може да биде оправдување. Најчесто оправдување кое го користат возачите кои возат брзо е брзав за да стигнам на време. Но дали навистина брзото возење ќе донесе и заштеда на време? Што ако сите брзаат и не ги почитуваат правилата во сообраќајот? Дали тоа ќе овозможи безбеден и фреквентен сообраќај или ќе продуцира сообраќајен хаос со голем број повредени и загинати лица? Дали добиеното време е толку драгоцено за да го ризикувате сопствениот живот, животот и здравието на вашите најмили и воопшто животот на кој било учесник во сообраќајот? Доколку сте возач, треба да знаете дека брзото и агресивно однесување во сообраќајот изнудува грешки кои завршуваат со фатални последици. Статистиката покажува дека минатата година во Република Македонија 72 лица, односно 46% од вкупниот број загинати лица во сообраќајни незгоди се последица на брзо возење. Во 2017 година повеќе од половина од настраданите лица во сообраќајните незгоди во Европа настанале поради пребрзо возење. Инаку во Република Македонија брзината на движење на патиштата е ограничена во зависност од условите на патот и истата е одбележана со соодветен сообраќаен знак. Глобата за непочитување на оваа законска обврска изнесува и до 400 евра. Надлежните им порачуваат на возачите да се почитува пропишаната брзина, да се проверуваат гумите, без SMS пораки додека возите, секогаш да бидете внимателни, фокусирани и концентрирани, да се користи детско седиште за автомобил, да се користи безбедносен појас, никогаш да не пијат кога возат. Меѓу повозрастните возачи има и една поговорка која често ја употребуваат: вози бавно, стигни славно. Убаво речено, но ќе биде уште поубаво ако возачите ја разберат и незината суштина. Црвениот крст на град Скопје од денеска почнува со активности за одбележување на неделата на грижа за стари лица. Активностите предвидуваат посета на 180 стари лица во нивните домови и дневни центри за стари лица. Под мотото "Сите сме нивни деца", Црвениот крст на град Скопје од денеска до 25 месецов ја одбележува неделата на грижа за стари лица. Ова активност е традиционална и се одбележува преку социјалниот сервис Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови, поддржан од град Скопје. Активностите предвидуваат посета на 180 стари лица во нивните домови, каде примаат грижа од мобилни тимови на медицински сестри и волонтери на Црвениот крст, како и дневни центри за стари лица преку кои се афирмира активното старење, а корисници се повеќе од 500 лица во третото доба. Црвениот крст на град Скопје имплементира и сервис за стари лица, преку кој негователи за стари лица даваат услуги на стари и изнемоштени лица. Во вечерните часови од запад облачноста повторно ќе се зголеми и во западните делови ќе има повремен дожд. Нов влажен и потопол бран со врнежи ќе има претежно од утре, кога пообилни врнежи се очекуваат во западните делови. Во Скопје утре температурата ќе достигне 9 степени, в среда 12, четврток 10 и петок 11 степени. И уште една информација за крај. Екипи на град Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање и Пакомак деновиве поставуваат пловечка препрека за собирање пластична амбалажа во коритото на реката Вардар во Лисиче.
Проектот ќе се промовира во рамки на Европската недела за справување со отпадот. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Постојано свежи информации има на нашата веб страна matama.mk и следете не на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер со нашата програма.